Добро вечер и убава вечер. Со една моја најава, а таа најава е дека ќе имаме пробно и нешто ново и тоа пробно ќе биде објавено во наредниот период. Значи, ќе отвараме некои теми кои што се поврзани со вистината и ова што го правиме на Facebook ќе го поврзаме во иднина на YouTube, на еден нов канал, каде што нас од секогаш не интересирала вистината и ќе се бориме за нејзе и верувајте ми, секогаш ќе се водиме со вистината. Ова мое видео денеска го започнувам и ќе го поврзам со некои мои објави кои што сум ги давал пред деценија и повеќе, а се однесуваат на Цинци Легија ди Рома, каде што вие знаете дека бев жестоко нападнат кога ја објавував ова вистина. Јас сите тие кои што во тој временски период ме напаѓа, дури имав и пораки дека на колец ќе ме набиеле, а овие што сте од тој временски период за ова моја објава која што поврзав како Цинци Легија ди Рома со наши сограѓани, добро се сеќавате дека имавме и објави кои што ги споделував во пораки, како деца ќе ми правеле на мојата сопруга тогаш и како јас ќе сум ги чувал. Јас ги чувам тие пораки и ќе ви ги доставам затоа што ова деценија и пола се е документирано кај нас, затоа уште пред 15-20 години знаеме со кого имавме работа, а вие сте сведоци дека иако некој организирано брише се од Владо Павлов и верувајќи дека може да го избрише со гумичка Владо Павлов, а тоа ние го знаевме и затоа поголемиот дел од материјалите кои што се битни од суштинско значење од Владо Павлов се заштитени и ги имаме во нашава папка која што е папка која што го носи вистинскиот број 13, број кој што не е поврзан со населба или село Јорумнери, а е поврзан со Кочани. Значи, бројот 13 е доказ и аргумент каде што го чуваме целиот овој материјал за кој што некој веруваше дека ќе успее да не уплаши од оно што ние го објавувавме. Сега да ве прашам, дали се слуша убаво и дали можам да продолжам и дали ќе имаме дебата или ова ќе биде монодрама само од Владо Павлов. Ако е монодрама само од Владо Павлов, поврзана со вистината, затоа што имаме многу работи да ви доставиме и ова е од суштинско значење за Македонија и за Балканот, бидејќи треба обединување, не разединување, да ми пишете. Значи, уште еднаш, ако ова искочи како монодрама, ве уверувам дека ќе го прекинам ова вклучување во живо,
затоа што сакам да дебатираме, сакам да разговараме, бидејќи нема причина да се плашиме од ништо. Чекам да ми пишете дали се слуша добро и дали можеме да дебатираме со вистината, затоа што ќе имате многу клучни докази од сето она што ќе го представуваме вечерва. Со најава дека ќе имаме подкаст во иднина, овде од Беларнија Битола, на кој што се припремаме, и подкастот ќе го носи бројот 13. Значи, нашиот подкаст ќе се вика, ќе биде подкаст 13. Кој разбрал, знае што сакам да представам, кој не, ќе се доцира и тој ќе дознае. Значи, подкаст 13. Ќе биде подкастот наш, поврзан со Владо Павлов и со вистината за Балканот и за Македонија. Дали се сеќаваме на нешто кое што многу одамна го дебатиравме и е поврзано со Македоника, со Цинци Легија ди Рома? Чекам да ми одговорите. Бидејќи е многу битно, затоа што сите оние кои што во тој временски период и до ден денес ме напаѓаа, ме ставаа на колец, ама ете јас сум се уште овде, тука сум, жив сум, здрав сум, бидејќи сакам истите тие кои што мене ме ставаа на колец, истите тие кои што пишуваат дека ќе правеле деца, а кутрите не можат за себе деца да си направат, па дури јас дека ги сум ги чувал, вечерва ќе ги упатам кај уште кај едно лице, тоа што го правеа со Владо Павлов, да му го прават и на него во Белград, а ако сакат да имат податоци за него, како да му го испратат тоа што го правеа на мене, кога зборував за Цинци Легија ди Рома, јас ќе ви дадам негова имейл адреса, каде можете да се обратите и телефонски број, во порака да му го пишувате истото тоа и на него што го правевте на мене. Петнаесет години помина од тогаш, еве денес ги поздравувам сите нив, кои што се големи фраери, кои што се големи, како да кажам, промотори на паролата на Мицкоски, па можеме да ги увезуваме и деца да прават. Ви објавувам вистина каде што сакам со внимание да ја следете и да ги поздравите сите тие промотори кои што имаа за цел да го прават тоа, промотори кои што најградо се однесуваа, промотори кои што ги поздравувам вечерва, затоа што морам да ви признаам дека идеологијата од 2002-2005 промовирана за царство Македонија од Владо Павлов со монархистичко уредување ги повлекло многу од олигарсите, па верувајте ми денес меѓу себе се тепат и убиваат чиво дете да биде кралче. Дали Никола Груевски ќе се врати како крал на Бабанада, дали Бранко Црвенковски кој што помина се му остане уште монарх апсолутен да биде,
дали едно дете во Монако, кој што е во друштво со кралски династии од Европа. Така да, мојата идеологија која што е од 2002, од 2005 радикална, со вистината за монархија Македонија, верујте ми, многу пробила кај оние кои што веруваат дека Македонија ќе ги прифате нив како кралеви на Македонија, па и затоа се случува се ова, нели, давање, зимање, вамте за тамте, од една политичка во друга, и така натаму, се со една цел, миротворецот, кралот, да дојде и да ги обедине сите и да биде апсолутен, нели, монарх. Ама Владо Павлов е забеганиот, Владо Павлов е ненормалниот, ама вие добро знаете, а јас ве потсетувам дека ова идеологија моја донесе многу кралеви во Македонија. А имам еден починат, Бог да го прости, кој што веруваше дека човек, младо дете кој што навистина требаше на Македонија, кој што беше паметно, ама себичниот татко за кралство го направи тоа што го направи. Нека почива во мир, моја почит кон тоа младо дете. Значи, сега ќе ви представам нешто кое што е поврзано со вистината на Владо Павлов и уште еднаш сите оние кои што се промотори, нели, теоретски или практични на тоа што денеска Христијан Мицкоски го кажува, а тие сакат да прават деца, нели, кај ќе стигнат, па дури сака и на мене да ми прават деца во тој временски период кога објавив Сцинци Легија ди Рома, па и да ги чувам, ги упатувам кај ликот сега што ќе ви го представам, истото тоа, да му го кажат и на него, дека на неговата снаа, дека на неговите деца ќе му прават деца, па он како стар дедо од 82 години да им ги чува. Да го проследиме видеото од поглаварот или од туторот на влашкото лоби на Балканот, кој што го кажува идентично она кој што Владо Павлов ви го кажа за потеклото на нашите сограѓани од Сцинци Легија ди Рома. Следете со моја порака дека ако не знаете како да му се обратите, јас ќе ви дадам негов мејл, телефонски број и слободно да му го правите тој на него како тоа што го правевте на мене. Слушајте внимателно. Дали се слуша убаво и дали можеме да продолжиме? Значи, немаме повторно дебати, имаме монодрама, која што монодрама може да предизвикува завршување на ова вклучување во живо, а од големо значење за Македонија. Чекам да ми одговорите. Следете внимателно. Тие беа поинак. Манци имале беа во Македонија, не беа противни. Генезата ви е од Римската империја, нели тоа ваш? Значи, Васко Ефтов, поголемиот број од неговите емисии во минатото и денес ги праве како копи-пасте од Владо Павлов и кој што нашол начин со Скайбер и со авона да си праве паричка и како што многумина го искористуваат нели профилот на Владо Павлов за некоја ситна пара, така и Васко Ефтов. Проследете понатаму.
Тата книга сте го напишале. Па да, под Јулије Цезар, еден ме нападна, не било така. Па не знам дали било така, татко ми рече. Дека одатле има цинцари, од цинци, тој е 5. 5. И Петта римска легија. така. Значи, оние кои што го нападнаа Владо Павлов, кои што ми пишуваа во приватни пораки и јавно дека на колец ке ме набиле, од влашката популација, и кои што исто така ми пишуваа дека деца ќе ми правили и да сум ги чувал, ги повикувам, затоа што во некој моје друго вклучување, јавно пред сите вас ќе ги покажам нивните пораки, што се добро сеќавате по големиот број, истото да го испратат и кај Тома Фила, на него да му го пише тоа, затоа што истото тоа што ви го кажа Владо Павлов пред 20 години, го кажува и Тома Фила, дека влашкото популација, нашите сограѓани, потекнуваат од Петата римска легија и дека цинцари всушност се бројот 5 цинци легија ди Рома. Значи Пета римска легија. Уште еднаш, ајде, ете јас сум тука, ми направивте деца на мене што ми направивте, ви ги исчував, па како промотори на деца што правите, ви упатувам, а ако немате како, јас ќе ви дадам мейл адреса од Тома Фила и на него да го правите истото тоа, затоа што Тома Фила во ова емисија со копи-пасте на Владо Павлов Васко Ефтов, кој што никаде и никогаш не знал за цинци легија освен од профилот на Владо Павлов, тоа да го правите и кај Тома Фила. Пета легија римска и тогаш оттаму станавме цинцари. Оле Фила, пред 5 години рековте Македонија не се подели, бидејќи за Скопје не се договорија да се. Значи, овде, околу делот со цинци легија ди Рома, ви докажав дека тоа што Владо Павлов пред деценија и повеќе го кажувал, ви го повторува и ви го кажува и Тома Фила. Само ви надовестувам дека цинци легија ди Рома е наречена Македоника и истата е поврзана еве со што. Значи, Владо Павлов ви објаснуваше пред деценија и повеќе, а денес Тома Фила го тоа потврдува и јас, бидејќи многу ви ги чував децата, а вие сте многу промотори на деца, а кутрите немате деца ваши, па еве гледате и Тома Фила е малку постар, па може да чува ваши деца, да се занимава со децата кои што вие пред деценија ми пишувавте, а јас ќе ви го дадам мејлот или телефонскиот број во порака да му пишете тоа што го пишевте на Владо Павлов. Значи, Владо Павлов и Тома Фила ви кажуваат за овие легионери. Ги гледате? Овие легионери се цинци легија ди Рома. Дали ви се познати? Значи, ова се тие легионери кои што се смејуваат на македонската круна според Владо Павлов и кои што ја ставаат ова круна од трња. Јас би рекол, ова круна е позната и како корона од созвездието на корона, кој што ви е денеска име доволно познато. Значи, Тома Фила ви кажува со овие легионери. И продолжуваме. Бидејќи не верувате, ама еве гледате.
Пета легија Македоника. Го има символот, самите одлучите кој. Значи, Тома Фила ви кажува за овие легионери дека потекнуваат нашите сограѓани од нив. Не Владо Павлов. Заборавете го Владо Павлов. Значи, не Владо Павлов сега. Да го забораваме сега Владо Павлов. Ова ви го кажува Тома Фила. Менторот, туторот, босот и поглаварот на влашкото лоби на Балканот. И верувам дека ќе имате одговор. Дали овде го имаме бројот цинци, легија? Петка? Петка е овде, цинци е ова? Мислам дека ќе се јават некои власти па ќе ни кажат дека цинци викат на бројот 5. Цинци лег. И името Македоника. Еве за кој легионери кажува Тома Фила, поглаварот на влашкото лоби на Балканот. И одговорен за сите случувања во Македонија кои што се прават со Кос и Удба. Не го кажува Владо Павлов. Има тука нешто нејасно. Така е, Драган. Символот нив е бикот или молохот. Ови се тие легионери кои што ги прават ритуалите на молохот. И бикот кој што го има, нели, во проектот Скопје 2014, проект кој што започна со поставувањето на бикот и на шмизлите најпрво. Значи, најпрво го имавме бикот. А дали знаете дека најстариот бик во Скопје го има во Железара, кај Минчо Јорданов? А денес го имаме и во Скопје. А пред малку ви кажав дека баба Нада го спремаше и уште го спрема своето синче за крал на Македонија. И продолжувам. Исто, Тома Фила ви кажува дека и овој што го прави ова е од цинци легија ди Рома. Има тука нешто нејасно. Има. И ова е војник за кој што ќе правиме специјална емисија, е од цинци легија ди Рома, за кој што ви кажува Тома Фила. Не Владо Павлов. Дали до овде ви е јасно? Значи, ова не го кажува Владо Павлов. Извинете ми. Ова го кажува поглаварот и туторот на влашкото лоби во целиот Балкан, кој што потекнува од фамилија, која што фамилија е од Битола и фамилија која што е била адвокат на Радомир Пашич, оној кој што ја создаде корупцијата во Србија и Македонија. Син на Никола Пашич од Моско поле. А Радомир Пашич, син на Никола Пашич, премиерот на СХС, е логистика и помагател на Владо Черноземски од терористичко ВМРО, бугарофилско и врховистичко, и на Ѓорги
Караджорđević, постар брат на Александар Караджорđević. И двајцата потекнуваат, како и Тома Фила, од влашкото лоби, од синци Легија ди Рома. Значи Тито е Ѓорѓи Караджорđević, кој што потекнува исто така од синци Легија ди Рома и кој што учествува во убиството на својот брат. И кој што учествува исто така и во убиството на многу црнокошулци, денеска ви ги промовира внукот на Апис. Тоа се првите црнокошулци кои што работеле во Тројка, познати како Црна рука. И нека ви шетат. Што значи дека сите тие се под капата на синци Легија ди Рома. Биопсијата која што требало да ја заврши Александар Караджорđević во Франција, кој што бил болен од канцер на желудникот, завршила со атентат, припреман од брат му постар негов, Ѓорѓи Караджорđević, кој што вие сите го знаете како Тито. Зато и маршал беше. А што е разликата од цар и маршал? Зато ми го дадоа златото на него, Англија. Затоа што знаат дека му бил брат на Александар Караджорđević. Иначе Тома Фила е поврзан и со Милошевиќ, денес и со Вучиќ, промотори на голема Србија и создавање на нова Југославија. А сега ќе продолжиме со уште на друга работа, каде што Тома Фила, кој што е во разговори бил со Слободан Милошевиќ, после средбата на Киро Таушанов Глигоров, влах од Штип, што одлучил? За да дојдеме до заклучок дали Киро Глигоров сакал самосталност на Македонија или нешто друго. А преку тоа да дојдете до заклучок дали Србија владее со Македонија до ден денес или не. Спремни сме? Ова беше мојот поздрав до сите оние кои што ќе ме ставаа на колец и кои што ќе ми правеа деца. Слободно можат сега тоа што го пишуваа на мене да ме оценуваат, да прават деца и на поколението, синови, ќерки на Тома Фила, затоа што Тома Фила го кажува истото оно што Владо Павлов го кажуваше пред деценија и пола. А вие како големи, нели, како голема фабрика за правење на деца, еве ви можност да продолжите, пошто јас многу деца изчував ваши, да продолжите да направите добро за Христијан Мицкоски, кај Тома Фила, тоа што го правите со Владо Павлов. И дали има разлика од оно што ви го кажа Владо Павлов и Тома Фила. Продолжуваме со уште нешто друго, кој што исто така битно за ова моје вклучување во живо, и потоа ќе завршиме. Имате трпение. Многу е битно. Затоа што ова е увод на оно што ќе почнеме да го правиме е поврзани со Кочани. Да. И со Кочани. Ќе знаете зошто изберено Кочани? А и ќе знаете што значи нешто ново што се спрема глобално. Спремни сме? Како да се... И тоа е беа на крв. На крв? Не, ова... На Крит? Не, беа преговори меѓу Милошевиќ и овие, сите, и албаци и така.
тоа сака да делат Македонија. Милошевиќ со косовските албанци? Да, искат да делат Македонија. И Значи, ова се докази од поглаваро на влашкото лоби на цел Балкан. Значи, зборуваме за премиери власти кои што денеска се. И кај нас има во Македонија, и во Албанија, и во Бугарија, и во Србија, па и во Грција. Грчки феудалци, грковласи. како се звеше Порто Карас. Таму Од беше. Порто Карас. Ово Порто Карас ја бе. Значи Милошевиќ со косовските Со косовски, со некои други. Не знам кој бе. Значи Ибрахим Ругова или таа. Значи, ова е доказ дека Тома Фила секаде присуствувал со Милошевиќ. Па дори и на средбата со Милошевиќ и Киро Глигоров. Следете внимателно. Затоа што сакам конечно да знаете дека секогаш ние македонците за други и туги интереси се бореме. За други и туги интереси ги убиваме нашите браќа и сестри и се караме со нив. Значи сакам да зборуваме со факти. А не денес ако некој каже од ВМРО ДПМН нешто што е поврзано вистинито, како тоа што Владо Павлов кажува ги бойкотирам изборите во Кочани, одма некој ќе се јави и ќе каже Владо Павлов го финансира Али Ахмети. Ве молам. Умре времето на некој што сака да ја загуши вистината. И продолжуваме. Не знам кој бе таму. И да се дели дел од албанците, дел на Србија. Дали го слушаме Тома Фила што забореви да ве прашам? Одговорете ми дали се слуша што зборува Тома Фила. Србите бараја да поминат Коридорот. коридор. Значи србите го барале коридорот. Дали ви е познат коридорот од Киро Глигоров? Дали има нешто различно од Македонија и Србија? Кога се во прашање албанците. Дали има разлика меѓу Милошевиќ и Глигоров нешто? Продолжуваме. А има многу анегдоти, кој знае шта е. А како сака Скопје Ево, да... например, со Милошевиќ. Ево да ви речем. Кога дојде Крсто Црнајковски и збора е за независна Македонија. Да. Не беше Крсто Црнајковски. Киро Глигоров. Киро Глигоров. И доаѓа кај Милошевиќ, беше со Минич заедно. И му рече, слушај. Значи овде имаме доказ и аргумент за нешто што тврдиме за Киро Глигоров. Ако не барам независност. Ој ми рече, слушај, немаме ништо против ние Србите, да бидете независни. Али, дали си размислува добро? Од една страна се шиптари. Албанци, да. Албанци. Нели така е, Албанци. да. Добро, албанци. Од другата бугари. Едино да народот да го сместиш во Вардар. По течењето на Вардар. Така. По течењето на Така Вардар. рече Милошевиќ. И така и Значи тоа е разговор Глигоров Милошевиќ. Глигоров и Милошевиќ. Значи ова е доказ дека Тома Фила точно знае што кажува и каква средба имале
Киро Таушанов-Глигоров и Слободан Милошевиќ. За да можеме да дојдеме до другата вистина што сакам да ви ја кажам, а е поврзана со вистината за Македонија. И зошто бойкотирам избори? То Милошевиќ ми го кажа. Вие како Бојко Борисов кој беше нели Значи вели тоа Милошевиќ ми го кажува. Значи не зборувам лаички. Затоа што има многу, нели како во тој временски период, пак ќе кажам, донатори на сперма деца да прават. А денес дали тие донатори ќе се јават ке Тома Фила, истото да го прават тоа што го правиа со Владо Павлов. Ајде донатори! бодигард на Тодор Живков, па сите тајни ги дозна Тодор Живков. Вие бевте адвокати и сите тајни ги дозна. Тоа не ме рече Милошевиќ. Јас затоа што бев битолчанец сум јас. И тоа не може. Добро, господине Фила, а тој проект на грците и србите да ја поделат Македонија 92-93 година со Мицотакис, што е вистина во тоа? Па, во Порто Карас, на брдото горе, Карас направи некоја вила горе. И почне да зборат, да разговарат за тоа. Али Скопје беше од таа страна на вата. Тој шиптерскиот дел и од таа страна. И тоа беше. Како да се подели? Како да се подели, а да се префрлат овие од оваа страна. Значи, тоа тако е, али тоа со се рекла казала. Ама тоа се сериозни, ние од ова временска дистанца сваќаме дека тоа е сериозно и Да, сега од таа временска дистанца јас мислам дека е сериозен разговор бил. Али Киро, например, не заборави, сите се изјаснува и словенци и хрвати. Ве молам овој дел да го слушнете многу убаво. Ве молам и ве преколнувам. Овој дел да го слушнете многу убаво, за да знаете зошто Владо Павлов требало да заврши на Копје. А потоа ќе ви дадам мој докази. Следете внимателно. Сакаш независна држава или не, али Киро беше со право да се уедини. Така е, со останатите југословенски. Така, со било која република. Киро бил со право да се обедини со било која друга република. Каде е овде борбата на Киро за самосталност на Македонија? Со што сметал Киро на Слободан Милошевиќ? Ајде Фрчко, Фрчкополис, Бранко Црвенковски. Ајде каде сте? Значи ова не го кажува само Владо Павлов. Ова го кажува поглаварот на влашкото лоби. Контролоро на коси удба во Македонија Тома Фила. Битолченец Влах. Значи вели, сакате да слушнете уште еднаш, дека Словенија и Хрватска се бореле за независност. А додека Киро со право, значи со право, се борел за обединување со другите републики. Значи Киро се борел за Југославија, кој што по ништо не се разликува од идеологијата на Слободан Милошевиќ.
Значи Киро се борел за голема Србија и Југославија. И тоа ви го кажува Тома Фила. Значи не го кажува Владо Павлов. Само. Тоа ви го кажува поглаваро на сите власти на Балканот. Дали знаете што значи тоа? Дека Киро се борел за обединување со другите републики. Каде е овде херојот Киро на двете политички машини партии СДС и ДПНЕ? Дека се борел за самосталност на Македонија, поради тоа бил атентатот. Ве молам. Да го проследиме уште еднаш. Тома Фила, контролорот на КОС и УДБА во Македонија. А самите заклучите дали Македонија уште не е под кралството на СКС или под Србија. И ќе имаме многу овакви емисии. Уште еднаш. Слушайте внимателно, па пак ќе се вклучиме. Казуваме тоа. Ма тоа сериозни, ние од ова временска дистанца сваќаме дека тоа е сериозно и Да, сега од таа временска дистанца, јас мислам дека е сериозен разговор бил. Али Киро, например, не заборави, сите се изјаснува, и словенци, и хрвати, да сакаш независна држава или не. Али кад Киро беше со право да се уедини. Така е, со останатите југословенски. Така, со било која република. И тоа беше за алудија на Србија. Добро, господине Фила, вие бевте. Што треба повеќе да зборуваме или да додадеме? Ова е вистината за случувањата со биолошкиот атентат врз Владо Павлов. Ова е вистината со случувањата на блиските соработници на Владо Павлов, кои што се вмешани во нивните домови, независно дали се сопруги или сопрузи. Ова е вистината за нешто што денеска прв пат ќе ви кажам. Во моментот, ден пред Влашкиот празник, ден пред собраќајката во Прилеп на Плетвар, Владо Павлов имаше состанок со една екипа која што обвинението против Киро Глигоров со докази и аргументи дека не бил во автомобилот требаше да се однесат во јавно обвинителство Скопје. Истиот ден, кога веќе договоривме и требаше да се даде целиот запис, дека Киро Глигоров не се борел за самосталност на Македонија, дека Киро Глигоров се борел да бидеме ние Срби и сме Срби уште, сакате верувајте, сакате ич не верувајте, а вие понатаму самите си размислувајте, ми стигна порака од мобилниот дека Весна Стоименова, тогаш Павлова, поднесела развод. Истиот ден ми стигна порака на телефонот кога требаше да го однесеме обвинението дека Киро Глигоров е нарачател и дека имаме атентат врз македонците, а потоа ќе ви кажам врз кој. Владо Павлов доби порака со слика дека Весна Стоименова денес, тогаш Павлова, ми поднесува развод. И истиот ден на Facebook профил едно чоколадо дете, познато на сите вас, пиша
дека некој ќе го имит и ќе го немит. Ден пред случувањето на Плетвар, каде што имавме директен судир, каде што цела полиција го избриса целиот рак и верувајте ми, после други некои активности кои што ги имаме со судовите во Кочани, со лик кој што има пола милион евра на конто, со лик кој што разведува, уништува Агапи, сега сака и куќа да земе. 1, 2, 3 случаеви на исти судија. Ќе отвориме повторно вештачење за сообраќајката на Плетвар. Извршителот е починат, каде што директно во наша лента удара, а има направено додатна заштита на неговото десно крило од аудито. И ги имаме доказите. Значи, истиот ден, кога го поднесуваме обвинението, кога треба да го поднесеме обвинението, Владо Павлов добива порака дека имам развод од Весна Стојменова, а тогаш Весна Павлова. Имаме еден кандидат за градоначалник кој што се боре во Прилеп и верува дека ќе се сокрие од тоа што беше тој ден со нас и кој што учествува на другата страна, тоест дека работи на другата страна идентично како многу сопруги и сопрузи на мои блиски пријатели. Кој што веруваат дека нема да ги споменеме со име и презиме. Извинете ми, многу сте мали за да ве криеме. Веќе пишувам и книга со име и презиме што сте правиле за српската тајна служба. И од каде зимате пари и како ве финансираат. Сите вие кои што бевте против Владо Павлов, а сте сопруги на мои блиски соработници или сопрузи на мои блиски соработнички. Нема пардон. Затоа што ова дело живот значи. Затоа што глава во торба ставивме откако Бранко Црвенковски ја презима палката од Киро Глигоров, а ја презима од само наречаниот атентат. И ојачува сектата во корист на Србија. Ајде кажете ми, објаснете ми, каде ви е патриотизмот на вашиот тутур татко Киро Теушанов Глигоров? Каде што Тома Фила, поглаварот на влашкото лоби, најголемиот, пиндарот на влашкото лоби, кој што бил секој ден со Милошевиќ, ви кажува дека Киро Глигоров се борел не за независност, туку за обединување со било која друга република. И дали тука има атентат врз Киро или има атентат врз македонците од ВМРО ДПМНЕ, кои што правеа штрајкови и кои што се бореа за самосталност на Македонија. Се додека не го расчистиме овај само наречан атентат, ќе живееме во сектата и ќе чекаме нов пулс во Македонија. А ќе имате докази и со пулс. Само не на Фейсбук, туку на мојот подкаст 13. Да, така ќе се вика подкастот на Владо Павлов. 13. И затоа точно знаеме што е денес ВМРО ДПМНЕ, точно знаеме
Зошто е направен атентатот врз ВМРО ДПМН од 90-те години? Точно знаеме кои 180.000 се легитимирани од една политичка партија после самонаречениот атентат. 180.000 легитимирани ВМРО-вци. Преку 40.000 претреси. Од хајка, кој што тие самите ја направиле и правиле ноќ на вештерки, за да го уништат тоа ВМРО ДПМН. А денес, како што ниту еден кочанец од сите овие кандидати, кои што се супермен закочени сега, не дошол на ниту една трибина, на ниту еден протест пред УВР Довлочени и пред Основен суд Довлочени во Кочани. Каде што разговаравме за најстариот доказ свеќето на животот да се врати, пошто е украдено од депото и од депото на УВР Довлочени и за случувањата поврзани со Пулс и со Владо Павлов дека се одигруваат од една иста секта. Значи до ден денес нито еден од ВМРО ДПМН не застанал во одбрана на својата политичка партија која што имаше атентат. За денес имаме Киро Глигорова СДС ДПМН. И ве молам, немојте со тие куршуми со Владо Павлов. Ако имате аргументи и докази да се спротивставите и да ми докажете дека не сум во право, јас ќе бидам првиот, не со символот на Венера, осум кракото сонце. Првиот ќе бидам со македонскиот кутлеш, што на сите митинзи ќе стовам до Христијан Мицкоски. Јас ќе бидам првиот. Ако ми докажете вие од ВМРО ДПМН дека не сум во право, дека атентатот бил врз ВМРО ДПМН. И нема да го бойкотирам Кочани. Ќе го послушам премиерот кој што пишал дека не поддржува бойкотирање и дека сме имале добар кандидат во ВМРО ДПМН и дека ќе победил. Само ако ми докажете дека не сум во право во ова што ви го кажувам и со цинци леѓа ди Рома, а го кажува истото Тома Фила, и со ВМРО ДПМН дека немало атентат врз Киро, туку врз ВМРО ДПМН. Јас ќе одам, ако треба пешки, од Делчево до Скопје, низ цела Македонија за Христијан Мицкоски. На секоја улица ќе викам Христијан, Христијан, Христијан. Ете, јас ве убедувам. Ако ми докажете дека не сум во право и дека ова не е вистина, дека нема атентат врз ВМРО ДПМН, еве јас ќе бидам тој. Значи марш ќе правам од Делчево низ цела Македонија до изборите. Таман со мојот нов осмех од €1.000.000. Секаде ќе се смеам. Од куќа до куќа ќе одам. Па ќе чине ќе давам на сите. Јас ќе бидам Дедо Мраз за Христијан Мицкоски. Само ве молам, докажете ми дека немаше атентат врз ВМРО ДПМН. И нема да бойкотирам избори во Кочани. Прв ќе идам, ќе му дадам подршка на дечкото кој што добро се познава со Владо Павлов од социјалистичка. А исто така и на другиот плакета ќе му дадам како најдобар пријател на Ванчо Деликатес. Само ако ми докажете дека Киро Глигоров бил во автомобилот и дека немало атентат врз ВМРО ДПМН во тој временски период, каде што членството на ВМРО ДПМН во тој временски период за мене се херои и посебно ги почитувам,
затоа што сакале самостална Македонија. Нажалост, ние се уште немаме самостална Македонија. Нажалост, ние се уште немаме независност. Прико тој самонарачен атентат, каде што Киро Глигоров ја дава палката или прстенот илуминатски на Бранко Црвенковски. Ајде, македонци, и вие кои што сте живи од оние наши браќа и сестри од ВМРО ДПМН, кои што ја сакаа Македонија и за кои се направи овој атентат. А останатите, докажете ми дека Киро Глигоров се борел за самостална Македонија, а Тома Фила, кој што е близок човек на Слободан Милошевиќ и учествувал секаде во разговорите нивни, ни кажа дека Киро Глигоров не се борел за независност, туку се борел за обединување на Македонија со други партии. Уште еднаш ве повикувам, мои браќа и сестри од ВМРО ДПМН, вие кои што сте најсилни и најголеми гласноговорници, докажете ми дека не сум во право, јас ќе бидам првиот, не со символот на Венера осум кракото сонце, со символот на големата мајка, туку со символот Богот во мене, македонскиот кутлеш, до Христијан Мицкоски, и ќе правам марш од Делчево, со пакетчиња ќе бидам Дедо Мраз за Христијан Мицкоски, во секој двор, во секоја куќа, ќе викам Христијан е нашиот Месија, Христијан е нашиот Месија, и ќе одадам целиот свој живот ако треба за него. И секако, нели, нема да бойкотирам и во Кочани. Ама ако ми докажете дека атентатот на Киро не бил атентат врз ВМРО ДПМН, и да ми се спротиставите на овие мои докази, а потоа ќе збориме каков газ бил пуштен во дискотеката Пулс. Да живее Македонија, се за Македонија, и покрај тоа се што ми прави србоманството, и се тоа што го прават за голема Србија и Југославија, и се тоа што сум ставен на животина и што трпам големи загуби, јас ја сакам Македонија. Никогаш нема да ја мразам. И секогаш ќе се борам за неја. Ова е доказ дека Цинци Легија ди Рома владее со балконот, дека потекнуваат од убијците на Исус и дека Цинци Легија ди Рома се уште не е мртва. И доказ дека таа Цинци Легија ди Рома учествува во атентатот преку Коси Удба врз македонците од ВМРО ДПМН кои што си ја сакале самостална Македонија. Да живее Македонија. Да е вечна Македонија, со дух, ум и фанатизам се за неја. И уште еднаш, ако ми докажете, еве имате 2 дена од мене, да ми се спротиставите на ово мое вклучување во живот дека не сум во право дека имало атентат врз ДПМН, а не врз Киро Глигоров. Јас ќе бидам првиот што ќе застанам позади Христијан Мицкоски. И ќе се борам со сектата ако треба и глава да изгубам за моите идни поколенија и за нашите деца. Не се плаше Владо Павлов ниту од Црна рука, нито од новите црнокошулци кои што работеле во Тројка, а се познати од Апис, а денес како што гледаме многумина овде оставиле внуци за Србија, а не за Македонија. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. И ова една вистина од Владо Павлов, да знаете која идеологија им смета, зошто им смета Владо Павлов и зошто вашите сопруги ви ги купија дома и вашите сопрузи, а не дека Владо Павлов бил тој што сметал. Не. Парите, материјалното е тоа што не сакат да го изгубат.
вашите сопруги кои што се против Владо Павлов и вашите сопрузи кои што се против Владо Павлов. Паричките. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Ке имаме видео за нешто што е поврзано со новите случувања на глобално ниво, со нови гасови кои што симптомите на корона кои што беа без мирис, без вкус, денес има други симптоми и каде се тестирани и што е направено во некое мое друго вклучување во живо, поради кој што точно знам дека ако не сме поврзани со Бог, никој нема, како се вика, да не кажувам, никој нема да го одгонетне тоа што се случува со Македонија. Ве чекам да ми докажете дека не сум во право за Цинциле и Ади Рома и дека не сум во право дека Тито не сметал на Слободан Милошевиќ, туку заедно работеле за создавање на голема Србија или некоја Југославија. А тоа е доказ дека точно што е Слободан Милошевиќ после атентатот со Коси Удба во Македонија. Ама врз македонците од ВМРО ДПМН кои што сакале самосталност на Македонија, а не и Киро Глигоров. Ве сакам сите, љубов и само љубов. Бойкотирам избори.